повелете со прашање. Господин Колусијата, така како што тврдите дека не се исплатува година, како ќе натерате седно што е техничка власт во рамките на што е надежност барем сега, да го направат тоа и еве ќе формирате, да речеме, вие влада, како ќе исплатите вие на брзинка или се заостава за 14-16, барем според вашите информации, тоа е првото прашање. И второто прашање многу надвор од темата, дали имате било каква информација, дека бевте заменик министер за земјоделие, за било каков отворен предмет за земјиштето што е поврзано со случајот со Стојковско езеро? Токму блокадата на институциите на собранието не е заради други интереси, туку заради интересите на поединци да се сокрие криминалот кој што го откривме кога влеговме во рамки на институциите. ВМРО-ДПМН, криминалното раководство на ВМРО-ДПМН сака да спречи нова демократска и реформска влада, која што ќе влезе во институциите и на површина ќе испливат сите криминали и злоупотреби кои што биле правени. Нашата работа со мојот тим внатре во Министерството е уште поголем доказ дека токму тоа е целта на ВМРО-ДПМН, да нема одговорност за ниту еден случај од оние кои што кога бевме внатре, а вкупно се 62, кои што ги откривме и кои што нема односно кој што има констатирано злоупотреби на државните ресурси. Дали се тоа злоупотреба во делот на давањето под закуп на земјоделското земјиште, дали се незаконски и криминално исплатените на субвенции на луѓе кои што се блиски на власта. За сите овие случаи јас говорев надвор од собраниската говорница која те штити да може да го изразите своето мислење, но јас немам добиено тужба за клевата или навреда, затоа што знаат дека сето она што го зборевме е вистина. Целта на блокадата на ВМРО-ДПМН е да се спречи да исплива криминалот на површината, но и да се спречат токму овие реформски процеси кои што доаѓаат. А тоа е во делот на земјоделството да има ревизија на тоа како е доделено државното земјоделско земјиште, да има субвенции за зелена нафта, да има редовни и навремени изголемени субвенции за вистинските земјоделци, не за оние кои што правни и физички лица кои што се блиски на власта и кај кои што имаме констатирано неправилности и незаконитости, а кај кои што впрочем и државната ревизија ги констатираше истите тие незаконитости. Да се спречи ослободувањето од персонален данок, да се спречи и днината и достоинствениот живот и на земјоделците и на сите граѓани на оваа земја. Вчера најавивте дека ќе направите одбор за блокирање на собранието. На кој начин имате нов план? Имаме и план и стратегија и многу скоро, во многу брзо време, мнозинството во парламентот ќе ја преземе обврската и одговорноста и за избор на председател на собрание и за избор на новата реформска влада и сметаме дека тоа е добро и за граѓаните, сметаме дека ја имаме таа обврска како мнозинство и на граѓаните, над 700.000 граѓани кои што ни ја дале довербата и над 67 мандати кои што се во собранието, ние како мнозинство имаме право, но и обврска тоа да го направиме и да избереме председател на собрание и нова реформска и демократска влада која што ќе работи единствено во интерес на граѓаните и она што можем да го кажам е дека тоа многу наскоро ќе го направиме. Видите имате план за стратегија или за деблокирање, дека дали се однесувате и вие малце помота или минатата недела имате продолжен викенд, сега од четврток веќе не работите? Не ли се однесувате и вие малку желано? Не мислам дека е така, напротив, опозицијата, односно досегашната опозиција, представена во парламентот како мнозинство преку 67 пратенички мандати, во целиот овој период, многу трпеливо, мудро и одговорно се однесува и сме убедени дека многу наскоро, во интерес на граѓаните, токму ова парламентарно мнозинство во собранието ќе ја преземе обврската и одговорноста да го деблокира собранието, да избере председател на собрание и да избере нова
реформска и демократска влада. Тоа право и обврска ни го дале граѓаните на изборите, над 700.000 граѓани, преточено во мнозинство во парламентот, и нема никој да не спречи да избереме председател на собранието и нова влада која што ќе се грижи за граѓаните. Имате направени калкулации за тоа како кои се плановите и стратегијата. Предпоставам дека и притум имаше прашања, не откривте детали за тоа. Дали тој план, таа стратегија се целосно во рамките на деловникот, законите и устав? Токму така, планот и стратегијата не можеме да ги комуницираме преку медиумите во овој момент, во интерес на сите процеси во државата, но она што ќе направиме е во согласно со уставот, со позитивните законски прописи и со деловникот на собранието. И согласно овие правни документи, кои што малцинството во собранието, првенствено преку председавачот на конститутивната седница, ги прекрши и уставот и деловникот во неколку наврати во целиот овој период, тоа го потврдивме и на јавноста го вида. Ние напротив со целосно почитување на уставот, на законите и на деловникот во собранието ќе избереме председател на собранието и ќе избереме нова реформска влада. Ние сме мнозинство во законодавниот дом. 67 пратеници го прават мнозинството во представничкиот дом. Република Македонија е парламентарна демократија. Согласно член 67 од уставот, собранието одлучува со мнозинство на пратеници и тоа апсолутно мнозинство во собранието многу наскоро ќе преземе одговорноста да избере председател на собранието и нова реформска демократска влада. Имате ли поддршка од ДУИ, од ДИНСА и од Алијанса за албанците, да се таа целосна поддршка и да се во комплетно договорени и координирани со нив овој план и стратегија? Првенствено таа поддршка е преку нашето барање, подпишано од 67 пратеници, доставено до председавачот на конститутивната собраниска седница за одблокирање на собранието, за закажување на конститутивната седница и токму тие 67 мандати се мнозинството во парламентот кои што координирано ќе ја преземат одговорноста за избор на председател на собранието и на нова реформска и демократска влада, да повторам, час поскоро. Дали тоа значи дека физички ќе го преземе раководството? Согласно уставот и деловникот на собранието. Повеќето аналитичари во дебатните емисии му патуваат пораки на ДУИ дека треба да ги повлече министрите во техничката влада на Груевски, односно министрите на ДУИ да се дадат оставка. Кој е вашиот став? Значи, сега сум како став има? Дали и вие сте за тоа министрите на ДУИ да се повлечат од техничката влада на Груевски, зашто побрзо да се формира реформската влада кој што вие ја најавувате? Кој е вашиот коментар? Односно на сега само. Тоа е одлука која што треба да донесе Демократската унија за интеграција. И за тоа ќе ги прашате нив. Она што е наш став дека искоординиран, дека овие 67 пратеници, односно апсолутното мнозинство во парламентот ќе ја преземе одговорноста за деблокирање на сите процеси во државата, избор на председател на собрание и реформска влада, и тоа ќе го направиме час поскоро. Во рамките на уставот и деловникот на собранието. Благодарам.